Добар ден. Ова е почетокот на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Секоја жена е единствена и посебна, така што и менструалниот циклус се разликува кај секоја од нив. Што представува нормален менструален циклус, кои се најчестите нарушувања, како може да се пресметаат плодните денови, точно ли дека само 2 дена се најплодни во целиот менструален циклус, кога жената би можела да ја очекува првата менструација после породувањето. Но овие прашања, но уште многу други нашија се надевам и ваши, бидејќи денеска ќе бидат отворени телефонските линии. Во 0+ одговори ќе даде доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство, Таџибадем Систина. Добре ни дојдовте, доктор Иванов. Добар ден, поздрав до водителката и поздрав до гледачите на Телма. Пубертетот започува се порано кај девојчињата и воопшто и кај момчињата, но со тоа и менструалниот циклус започува порано. Која е просечната возраст на девојчињата кога се јавува првата менструација? Така, значи според последните исследувања кои што се правени во Америка, каде што имаме различни групи на раси, значи има и расна разлика помеѓу почнувањето на пубертетот. Прво, генерално, пубертетот почнува се порано кај сите расни групи. Утврдено е дека после долгогодишни исследувања, кај црната раса настанува најрано и тоа некаде веќе во 8-та година, додека порано нормалното настанување на пубертетот било околу 12-та до 13-та година. Понатаму, Хиспанио групата, значи шпанската група, каде што пубертетот е лоцирано дека започнува порано некаде околу 10-та година и кај белата раса некаде околу 11-та година. Значи кажавме претходно дека во минатите времиња пубертетот започнал некаде 12 до 13 години. Што е причината за тоа? Значи причината за тоа е прво гојазноста кај децата. Поголемиот психички стрес исто така се вели дека има влијание. Денешните генерации се поизложени нели на медиуми, на фамилиарните односи пореметени и така натаму, и исто така и вештачко внесување на естрогени, посебно користењето на пластиката, кое што има голем замав нели во светот. Пластиката се мисли дека произведува супстанци кои што имаат дејство на естрогените хормони. Инаку пубертетот пред започнување со менструацијата, 1 година претходно, отприлика прво имаме раст на градите, и отприлика за година дена потоа се јавува воспоставувањето на менструалните циклуси. Откако девојчето ќе ја добие првата менструација, дали потоа циклусот е неправилен, нередовен во првата и втората година? И зошто е тоа така? Да. Значи, по првата менструација или така наречена менарха, значи девојчињата веќе рековме добиваат порано ја добивале 12 до 13 години. Првата година е скоро кај 90% од девојчињата, значи имаме осцилации, односно имаме неправилни менструални циклуси. Тоа е резултат на незрелоста на организмот и незрелоста на хормоните се уште за воспоставување на нормален менструален циклус. Обично по година до 2 веќе менструалните циклуси треба да бидат редовни и нормални. Што значи редовен менструален циклус? Прво да кажеме што е менструалниот циклус. Така. Значи, менструалниот циклус е след на настани и осцилации на хормони во телото на жената, во кои што играат улога хормоните, почнувајќи од централниот нервен систем, значи од хипоталамусот. Тука се ослободува еден хормон, гонадорилизинг хормон, кој што делува на хипофизата. Од хипофизата се лачат фоликулостимулирачки хормон и лутеинизирачки хормон, чие што дејство се остварува на јајниците, при што доаѓа до созревање на јајна клетка. Доколку таа јајна клетка не се оплоди во циклусот, значи таа пропаѓа и настанува менструалното крварење. Менструалното крварење, за нормално менструално крварење, се смета крварењето од 21 до 40 денови. Значи многу флексибилен период. Флексибилен период е, да. Значи, многу од пациентките мислат дека еднаш месечно или на 28 до 30 дена мора да имаат менструален циклус. Тоа не е така, значи кај сите пациентки. За нас гинеколозите нормално крварење е од 3 недели, значи најмалку 21 ден, да не биде испод 21 ден. Значи во месецот може 2 пати да се случи. Да, тие што имаат на 3 недели, да, може да се случи 2 пати, до 40 дена. Така да
има осцилации кај сите жени, не може да биде универзално дека тој мора да биде на 28 дена. Така, инаку се има едно недоразбирање околу термините должина на менструален циклус и траење на менструацијата. Споменавте колку всушност треба да биде долг менструалниот циклус, а колку време треба да трае самото крварење, односно значи, што е должина на менструален циклус? Должина на менструален циклус е крварењето кое настанува од првиот ден на крварење на менструацијата до следниот прв ден на менструацијата. Така. Значи, должината, рековме, може да варира од 21 ден до 40 се смета за нормално. Доколку има добивање на помалку или на подолг период, тогаш веќе треба да се посети гинеколог и да се види што е проблемот. Додека менструалното крварење е бројот на денови во кој што жената крвари за време на менструација. Значи, обично жените крварат од 4 до 8 дена, значи средно е земено некаде околу 6 дена дека е нормално. Има жени кои што крварат помалку, да речеме 4 дена, има жени кои што крварат 8 дена, со тоа што и тоа се рачуна за нормално, бидејќи ако тоа е, да речеме, обилно во првите неколку дена, последните денови со помал интензитет. Што се препорачува да се употребува во тие денови, влошки или тампони? Па вака, по-логично и по-докажано исправно е дека е подобро да се употребуваат влошките. Затоа што тампоните, кога се внесуваат вагинално за впивање на менструалната крв, доколку не се менјаат често, може да предизвикаат инфекција и може да настанат проблеми. Додека влошката се става надворешно и кога ќе се натопи, кога ќе впие доволно крв, се отстранува, така да дефинитивно влошките се тие што се подобри за користење. Од што зависи интензитетот на менструалното крварење? Некои жени имаат навистина силни и обилни менструации, а други речиси невпечатливо крварење. Да, тоа зависи од нивото на хормоните. Значи, исто така зависи дали се циклусите овулаторни или ановулаторни. Најчесто обилни крварења настануваат кај ановулаторни циклуси, односно постојат циклуси каде што нема да созрее јајна клетка. Значи, тоест овулум и настанува нагло паѓање потоа на хормоните, значи нема лачење на прогестерон и кај тие жени, значи крварењата се обично по овулум. Значи тоа се случува кај ановулаторни циклуси. Понатаму исто пореметување, значи во хемостазата, односно згручувањето на крвта, кај некои жени, како што е тромбоцитопенија, намален број на тромбоцити кои што учествуваат во згручувањето на крвта, или пак пореметување на други фактори на хемостазата, користење на одредени лекови кои што исто така не дозволуваат згручување на крвта, може да доведат до пореметување на менструалните циклуси со обилни крварења или со слаби крварења. Друга работа, значи патолошки состојби кај жената, обилни крварења, секогаш кога ќе се јават, потребно е да се направат гинеколошки исследувања, да не случајно се работи за некоја патолошка состојба, како што се миоми на матката, цисти на јајникот, полипи исто така даваат крварења. Сето тоа се дефинира лесно со ултразвучен преглед и со неколку дополнителни исследувања после тоа, ако се потребни. Дали анемијата може да биде причинител за вакви обилни менструални крварења кои што се проследени со парталести, грудки крв? Така. И дали обилните крварења всушност може да придонесат да се промени крвната слика кај жената, односно да се намали железот? Повеќе ова второто, значи обилните крварења доведуваат до анемија. Обично во текот на менструалниот циклус жената не треба да изгуби повеќе од некаде 80 мл крв. Секое губење над тоа, значи крварењето е подолго, загубата на хемоглобинот и железото и предизвикува анемија, која што понатаму може да предизвика дополнителни проблеми здравствени кај жената. Секоја анемија води до ослабување на срцето, понатаму проблеми со бубрезите и јавување на хронични болести. Така да ова второто е поверојатно. Анемијата сама по себе не би требало да даде, да биде причина за продолжено крварење, освен во случај како што рековме, ако бројот на тромбоцити е евентуално намален, тромбоцитопенија постои, па крварењето се продолжува.
Само да ги потсетам гледачите дека денешната емисија е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076-677. Вклучете се во програма доколку имате некој прашање поврзано со денешната тема менструален циклус и плодни денови. Кај жената денешен гостин во студиото ни е доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибаден, Систина. Да проговориме и за останатите проблеми кои што односно нарушувања кои што може да се јават во текот на менструацијата. Многу жени се жалат на грчеви и на болки. На што се должат тие и можат ли да се спречат на некаков начин? Така, па кај одредена група на жени во текот на менструалниот циклус настанува лачење на едни трансмитери кои што се викаат простагландини, кои што доведуваат до грчење на мускулот на матката. Значи, зголеменото ниво на простагландини кај нив ги предизвикува грчевите. Голем дел од жените исто така патат од така наречениот пременструален синдром. Така, да речат, не ме чепка по PMS-у. Така. Каде што имаме физички и психички промени кај жената. Поголемиот дел од жените осеќаат задршка на вода, понатаму напнатост на градите, и од психичките симптоми, нели, напнатост, раздразливост, некои се депресивни, некои се нервозни. Причината е веројатно поголемата задршка на вода во втората фаза на менструалниот циклус, кога прогестеронот е повисок. И има некои исследувања каде што е докажано болки, нели, исто се јавуваат како болки во градите, менструални болки. Има некои исследувања каде што е докажано дека мала доза на диуретици, кои што ќе отстранат вишокот на вода во тие моменти, и аналгетици дека може да помогне во целата ситуација. А што е со главоболките кај жените кои што се јавуваат пред почетокот на менструацијата или во текот на... Тие се во склоп на овој синдром, значи исто така, и настануваат исто поради задршката на водата и отекување на сите ткива всушност. Така да терапијата е таа што ја споменавме. Значи мора да се користат аналгетици. Има некои докази дека и одредени витамини исто можат да помогнат, како што е на пример B1 витаминот или тиамин. Значи може да се консумира и тој. Тоа е тоа. Речи си да нема жена која што не се соочила со некакво нарушување на менструалниот циклус. Што може да ја наруши неговата редовност? Дали најчесто се тоа хормонални причини или пак може самиот стрес да придонесе за нешто такво? Да, стресот секогаш придонесува, затоа што при стресни ситуации имаме лачење на други хормони кои што може да го блокираат, значи или да ја блокираат менструацијата или да ја потенцираат. Например, стресни состојби при лачење на поголеми дози на пролактин, пролактинот како стрес хормон, ги супримира ФСХ и ЛХ и тие не можат да го остварат своето дејство на јајниците и да биде менструалниот циклус како што треба. Пролактинот исто така значи се лачи во текот на бременоста во големи количини и во текот на доењето. И затоа жените тогаш и немаат менструации. Исто така други жлезди, доколку имаме пореметување во други жлезди, може да дадат пореметување на менструалниот циклус, како што е тироидната жлезда. Значи без разлика дали имаме поголемо лачење на тироидни хормони или намалено, водат до пореметување на менструалниот циклус. Надбубрежна жлезда пореметена каде што имаме лачење на кортикостероиди, исто така може да доведат до пореметување на менструалниот циклус, диабетес, мада поретко и така натаму. Значи други причини, освен овие физиолошки каде што имаме дисбаланс на хормоните, се патолошките состојби кои што претходно ги спомнавме, значи од појавата на миоми, на цисти, на полипи. Меѓутоа, сето тоа со посета на гинеколог може да се утврди и да се реши проблемот. Значи прво треба да се утврди проблемот, не секогаш хормоналната терапија е решение, сметаат многу дека антибибипилули треба да земат доколку имаат нарушување на редовноста на циклусот. Тоа мора да го каже гинекологот. Да, бидејќи на своја рака не може да се лекува пореметување на менструален циклус. А што е со плодните денови? Дали постои начин да се пресметаат? Да, значи тоа треба младите да го знаат, нели, за заштита, за да се заштитат од несакана бременост. Плодните денови обично се во средина на циклусот. Да речеме, кај најголем дел од популацијата, кај жените, циклусот е на 28 дена, од прилика 28 до 30.
што значи се зима средината на циклусот, значи овулацијата би била некаде 14-тиот ден. Поточно 2 дена претходно и 2 дена покасно, бидејќи некогаш може да настане овулацијата неколку дена порано од средината на циклусот или неколку дена покасно. Така. Со тоа точно се знаат деновите кога јајната клетка може да се оплоди и со користење на контрацептивни средства, на кондоми, најчесто, значи жената може да не забремени, да се спаси од несакана бременост. Останатите денови, значи предходно, пред средината на циклусот, и после тоа, во главном се неплодни денови. Така. Имаме гледачна линија, да го вклучиме, па ќе продолжиме со оваа тема. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Најпрво да ве поздравам и да ви се извинам за тоа што се јавам малце надвор од темата, али би сакала да добијам некаков совет. Гинекологот дали би можел да посочи некакви примери, бидејќи сум 32 недела, а имам констатирано тромбоцитопенија, тромбоцитите моментално се 30. Така. И би сакала да знаем какви совети би можел да ми даде, какви насоки. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Така, значи тоа е релативно ниски тромбоцити, обично доколку се над 50 до 60.000, ние не се плашиме гинеколозите, со 30.000 може, доколку дојде до породување, да настанат доста обилни крварења. Значи, од она што јас можам да ви советувам е дека е потребна консултација со трансфузиолог. Секогаш ваквите пациентки ги пропраќаме на трансфузиологија, каде што се бара причината за тромбоцитопенијата. Доколку не се утврди причината, значи веројатно се работи за идиопатска тромбоцитопенија, намален број на тромбоцити и следствено на тоа зголемена можност од крварења во текот на породувањето. Значи, она што е битно е секако дека требате да користите витамин С, бидејќи витаминот С помага во множење на лозата на тромбоцитите и исто така кортикопрепарати. Меѓутоа, сепак, главната терапија треба да ја припише трансфузиологот, бидејќи ние работиме конзилијарно во текот на бременоста. За секој одреден проблем мора да имаме конзилијарно мислење од друга специјалност. Така, еве сега се спомна бременоста, точно ли дека 2 дена се всушност најплодни во менструалниот циклус? Да. Само 2. Да. Како што споминавте, 2 претходно, 2 после тоа, така е во броењето, но тие се 2, всушност бидејќи јајната клетка од кога ќе созри и од кога ќе се исфрли од графовиот фоликул, всушност таа е активна само 24 часа. Доколку не се оплоди за тие 24 часа, тоа е 1 ден. Не може понатаму таа пропаѓа, значи нема шанса да се оплоди. Додека сперматозоидите, да речеме, живеат 4 до 5 дена. И доколку си имал однос неколку дена пред овулацијата, тие се уште живи и што се велија чекаат во заседана или јајната клетка, доколку таа се исфрли, може да ја оплодат. Значи сперматозоидите имаат подолг век на живот отколку јајната клетка која што има 24 часа. 12 до 24 часа. При сметувањето на плодните денови дали може да се користи како контрацепција? Да, па тоа е најдобрата контрацепција. Значи, во повеќе циклуси треба жената да го следи циклусот. Обично рековме тоа е средината. Меѓутоа има и други начини на следење на овулацијата. Тоа е со мерење по застарен метод е мерење на базална температура. Обично базалната температура на средина на циклусот која ќе скокне за 0,5 степени Целзиусови, се смета дека тогаш е овулацијата. Има и некои тестови сега во аптека кај што се купуваат, кај што се користи феноменот на папратизација, да речеме со цервикалната слуз, која што се зголемува лачењето во текот на овулацијата и незината вискозност може да се искористи и да се одреди денот на овулацијата. Некои жени ја осеќаат овулацијата сами од себе, значи добиваат болки во тој момент, зависно дали е во левиот или во десниот јајник, бидејќи обично една јајна клетка созрева во текот на циклусот. Тие се посензибилни и овулацијата се осеќаат. Дури понекогаш може и кај дел од жените во текот на овулацијата да се јави како мало крварење, спотинг на средина на циклусот. И тоа е нормално, значи тоа не е некое пореметување во циклусот. За време на бременоста менструалното крварење запира, но некои жени
имаат поинакво искуство во првото тромесечие, Така. во деновите кога би требало да добијат менструација, имаат Крвара. благо крварење. Зошто се случува тоа? И тука се Така. крива паника голема, Видете, да, тоа не бидејќи не се можеме- знае точната причина за крварењето. Така. Тоа не можеме да го објасниме, веројатно онаа оска на хормоните, на осцилација на хормоните кои што преска ги кажавме од хипофизата до јајниците, веројатно таа се уште функционира и се јавува по некое мало крварење. Меѓутоа, секое крварење во бременоста, дури и вакво, што кај многу мал број од жените се јавува, значи е причина да се посети гинеколог и да се дадат лекови, бидејќи доколку тоа не се спречи може да доведе до спонтан абортус. После породувањето, кога жената би можела да очекува првата менструација? Искуствата се најразлични, но дали Така. постои некаков оптимален период кога би требало да се очекува? Па се индивидуално, значи некои жени обично се мисли дека првите 8 недели од прилика сите жени не може да имаат овулација и не може да забременат. Веќе после тоа, после 2 месеци, кај некои жени почнува менструалниот циклус. Некои жени додека дојат, значи до крајот на доењето, може да се случи да е тоа и година и пол и 2, значи воопшто не добиваат менструација. Тоа е поради она што преска го спомнавме, лачењето на поголеми дози на пролактин, кој што ги супримира другите хормони и не дозволува циклично појавување на менструацијата. А дали жената може да забремени после породувањето и покрај тоа што не е воспоставен Може. менструалниот циклус? Значи, доколку, вака, да земеме хипотетички, значи, жената 2 месеца нема циклус, третиот месец почнува да созрева јајна клетка, таа уште не може да добие менструација додека јајната клетка не пропадне и не прокрвари. Значи, доколку се исфрли јајната клетка и се оплоди без да добие менструација, може да се случи да забремени. Пошто ако се оплоди јајната клетка, нема да ја добие менструацијата и она ќе мисли дека е сето тоа од доењето и ќе почне да осеќа симптоми на бременост, на растење на стомакот, ќе се јави на лекар. И се случува. Така многу мала разлика меѓу децата, Да, така најчесто така, се случува. се случува. Има многу примери. А се случува ли и жените да имаат некакво крварење кое што е последица на породувањето како резултат на нека компликација и да го поистоветат со менструацијата? Па не би требало. Обично Се разликуваат ли? да, се разликуваат. Вака се, значи првите 40 дена не може да очекуваме ние менструација кај жената, така да крварењето доколку се јави причина може да биде или некое пореметување на згручување на крвта или останато парче од постелката, кој што може да се случи во матката, така да не може баш да се направи тука некоја паралела. Веќе после 40 дена, обично, нели, она кој ќе помине ленството, жената повеќе не би требало да крвари. Тогаш веќе ако се јави крварење, може да биде менструално крварење. А колку често се случува жената од кога ќе добие менструација, ќе добие првата менструација после породувањето, таа сосема да се разликува од незиното претходно искуство од Да, предзабременувањето? може да се случи, да нема точно. ниту болки или пак сега да има болки. Точно. нели? Се случува кај голем број на жените кои што имале болки пред породувањето за време на менструалниот циклус, после породувањето веќе тие болки да ги нема. Исто така се случува жени кои што имале нередовни менструални циклуси, после породувањето да се Регулираат. регулираат менструалните циклуси. Голема е бројката на тие жени, значи не е мала. Меѓутоа сега добро, за механизмите да ги објаснуваме не можеме, немаме време. Во некоја друга пригода. Во некоја Зошто друга да не? пригода, да. Меѓутоа да, тоа се случува. Доктор Јорданчо, ви благодарам за вашето денешно гостување во Нулен Плюс. Интересна тема, не често обработувана некако. Така. И долга тема, меѓутоа, така, да, моравме да накратко, сублимираме секако. во 20 на минути. Ви благодарам за гостувањето, се гледаме повторно. Благодарам и на вас. Ова беше се во денешното издание на магазинот за родителство Нулен Плюс. Денешен гостин ни беше доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџи Бадем Систина. До гледање.